На 23. октомври 1893 година била формирана Македонската револуционерна организација од 6 македонски интелектуалци во градот Солун. Оваа македонска организација всушност ги поставила темелите на организираната политичка борба, национална платформа за создавање на една независна македонска држава. Во тоа всушност е и огромното значење на оваа македонска организација. Инаку таа постојано во текот на незиното постоење го менувала своето име, но во колективната меморија на македонскиот народ и на сите народности во Република Македонија останала под името Внатрешна македонска револуционерна организација или скратено ВМРО. Навистина оваа организација постави една нова основа во борбата за ослободување на Македонија. И до тогаш имало иницијативи и борба на поединци за создавање на автономна или независна македонска држава, но од тој момент, од основањето на ВМРО, се создава една организација со јасна државна и национална платформа за создавање на македонска држава. Во тоа е всушност и огромното значење. Како ќе одминува времето и сите други македонски организации низ историјата, особено во Народно-ослободителната војна, ќе се повикуваат на континуитетот и на идеалите на Внатрешната македонска револуционерна организација. Така, вие го почнавте и второто прашање околу значењето на Македонската револуционерна организација. Кој е онај најголемо влијание што го дала оваа организација врз поновата историја на македонската држава? Видите, со основањето на ВМРО во 1893 година работите во поглед на решавање на македонското прашање веќе зема еден сосем поинаков тек. Во тоа е значењето на оваа организација. Таа со својата платформа всушност го трасира новиот пат за ослободувањето на Македонија. Впрочем, во текот на речиси 4 децениското непрекинато постоење и покрај големите поделби и покрај различните струења, незината цел останала јасна. Создавање на независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Всушност и народно-ослободителното движење кое што доаѓа потоа, значи во период на Втората светска војна ќе се повикува јасно на тие линденски идеали и на Внатрешната македонска револуционерна организација. Таа како организација успеала да воспостави една широка организациона мрежа на целата етничка и географска територија на Македонија и да биде масовно прифатена не само од македонците, туку и од сите други националности кои што живееле на територијата на Македонија. И на таков начин, низ годините кои што доаѓале, се врежала во колективната меморија на сите луѓе кои што живееле на територијата на Македонија и оттаму можеби и незината грандиозност, незиното митолошко значење кај македонецот, и во тоа е значењето и треба да се празнува овој празник 23 октомври. Кои се најголемите успеси на Македонската револуционерна организација? ВМРО низ своето постоење поминувала низ различни фази. Неа ја следеле многу делби, фракции, различни поделби на идеолошка основа. Таа имала и успеси, и подеми, и падови. Круна на дејствувањето на организацијата било создавањето на Крушевската република за време на Илинденското востание. Во период на меѓу двете светски војни оваа организација претрпела голем број на поделби, фракции, но еден дел од организацијата го задржал името ВМРО и продолжил да дејствува непрекинато се до 1934 година. Се случува еден мал дисконтинуитет во тој период до Втората светска војна, но народно-ослободителното движење постојано се повикувало на идеалите на ВМРО. Впрочем, за тоа сведочат големиот број на партизански одреди кои што се формираат во Македонија и кои што носат имиња на македонски револуционери од оваа организација: Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански. Тука треба да се гледа значењето на Внатрешната македонска револуционерна организација. Впрочем, и создавањето на независната македонска држава во 1991 година е круна и е еден од идеалите на ВМРО, иако од тој сон на генерациите македонски револуционери беше остварен само на еден дел од етничката и географската територија на Македонија. Професоре, дали е добро што во последно време особено се подигнаа многу споменици, па дури и музеи посветени на Македонската револуционерна организација и на најистакнатите членови на оваа организација? Јас постојано, кога се поставува ова прашање, истакнувам дека конечно Скопје, главниот град на Република Македонија, личи на европска метропола. Сите овие револуционери кои што дејствуваа и се бореа во редовите на ВМРО си заземаа достојно место во македонската историја.
Издигањето споменици на овие значајни личности од македонската историја е од огромно значење. Значи нема никаква претераност. Ми се чини дека плоштадот го има идеално решено прашањето со спомениците. Тука впрочем имаме и најголем број на споменици кои што се на револуционери од натрешната македонска револуционерна организација. Не можеме да не го истакнам музеот на македонската борба за државност и самостојност. Самиот податок дека за период од околу месец дена 12.000 посетители го погледнале сведочи за тоа дека интересот за македонската историја и особено за историјатот на ВМРО е огромен. Ми се чини дека конечно македонската држава почна со пиетет да се однесува кон македонското минато. Јас оваа прилика би сакал да ја искористам и да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, до сите релевантни политички и државни фактори да престанат под делбите и празникот 23 октомври да го гледаат како празник на обединување. Во овие моменти кога Република Македонија се наоѓа пред една историска пресвртница, ми се чини дека овој празник може да биде обединителна алка на сите политички сили, на сите интелектуалци и на целиот македонски народ и сите граѓани во Република Македонија.